Во рамките на повикот за проектни предлози од Еразмус Плюс програмата за 2020 година, Средното општинско училиште Љупчо Сантов аплицираше 2 проектни предлози, кои по позитивната евалуација беа одобрени за финансирање од страна на Националната агенција на Република Полска. Првиот Еразмус Плюс проект со наслов Учење и предавање на математика и природни науки преку ИКТ беше разработен и аплициран во соработка со апликант партнерот од Република Полска. Основна идеја на овој проект е примена на нови иновативни методи во процесот на учење и настава по предметите математика и природни науки за ученици во средните училишта. Негова основна цел е да се подобрат вештините и компетенциите на учениците за примена на веб алатки во образовниот процес по наставните предмети математика и природни науки. Останати проектни партнери се средни училишта од Турција, Италија и Шпанија. Во согласност со одобрениот апликационен формулар во реализацијата на проектните активности ќе бидат вклучени 8 наставници и 20 ученици од Кочанското средно училиште. Вториот Еразмус Плюс проект со наслов Јас сум херој, здрав, образовен, одговорен, со отворен ум е аплициран во соработка со проектниот партнер од Република Полска. Основна идеја на проектот е промоција на здрава исхрана и здрав живот, а негови главни цели се мотивирање на учениците да применуваат здрава исхрана и здрав начин на живот, учење странски јазици и зголемување на дигиталните компетенции кои одговараат на предизвиците на современиот свет. Ние како училиште веќе го имаме 12 проекти и сме единствени во Република Македонија од средните и од основните училишта кои што имаат во толкова количина на проекти. Благодарение на нашата проактивна професорка Весна Кушевска добивме уште 2 проекта. Едниот се нарекува Јас сум херој, а другиот проект е Учење на математика и хемија на иновативен начин, во кој што ќе бидат вклучени дел од наставниот кадар на училиштето по хемија, по математика, по англиски јазик, по уметности, како и професорите по англиски јазик, и ќе бидат вклучени над 60 ученици. Вчера имавме заедничко представување на проектите онлайн преку Microsoft Teams со нашите ученици. Што значат овие 2 проекта за кај нас за училиште и што значат доколку на учениците како во наставна активност би се вклучиле во самите проекти. Имаше извореден одзив од страна на учениците, над 90 ученици кои беа присутни на онлайн наставата која што се одвиваше под руководство на професорката Весна Кушевска. Тоа кажува зборува дека и во услови на пандемија нашето училиште успева да се одржува и да биде со европските текови на проектите од Еразмус Плюс програмата. Покрај Кочанското училиште и апликант партнерот од Република Полска, останати проектни партнери за овој проект се средните училишта од Република Романија и Република Грција. Во реализацијата на проектните активности е предвидено учество на 6 наставници и 15 ученици од гимназијата. Реализацијата на проектите започнува со изборот на ученици кои ќе учествуваат во проектните активности. За оваа намена, за учениците кои пројавија интерес за учество во проектите, беше одржана онлайн презентација во која беа презентирани основните цели и планираните активности во проектите. Воедно на учениците им беа презентирани правилата за учество, како и потребните изработки од нивна страна, мотивационо писмо и кратка презентација, односно предлог за лого на проектот, кои тие мора да ги достават до проектните тимови од училиштето, а врз основа на кои ќе се изврши селекцијата.